Вчера ли те гледав со тој со мустаките? Кај си ме гледал? Со тој. Добро вечер, добро дојде Гуру Харе. Веќе сме во програма. Добро вечер, добро вечер. Си ми ја заборел шпицата. Одамна не сме се виделе, драго ми е што повторно си тука во студио. Вечера сме тука да промовираме македонска музика, да го промовираме твојот најнов спот, да поразговараме за македонска музика, да поразговараме за се за македонска музика, но пред се за тебе. Кажи ми како си. Одлично. Супер сум задоволен од завршената работа, нели? Песната ја завршив, видеото, спотот. Требаше поприлично време сето тоа да го согласам од идеја до реализација, меѓутоа навистина се чувствувам после реакциите на публиката, коментарите на видеото. Мислам дека ја постигнав целта, допрев тамо каде што сакав. А другиот дел од прашањето за музика со тебе разговор, секогаш пријатен и ми е мило што ќе си поприкажеме. Многу си прибран и пристоен човек, што значи ќе морам да Благодарам. искористам моите вештини да излечам што е многу од тебе, бидејќи имаш една доза на пристојност, кажуваш реченица, застануваш, за разлика од некои наши заеднички колеги и пријатели кои ги имаме, кои добро вечер и можат до крај да истераат. Ја би сакал вечерва таков и ти да бидеш, но први да ја загрееме публиката. Почитувани гледачи, Гуру Харе има нов спот и нова песна заедно со Аки Рахимовски. Ништо повеќе, се за песната откако ќе изгледате. Режија, пуштете ја, ве молам. Тогаш ја да ја пуштам, може? Мајко, немој, не плачи. Својот пат самиот го одбрал. Твоите зборови се уште ги паметам. Ке биде се како што е пишано. Мајко, биди спокојна, биди среќна, бар тоа ти го должам. Ме научи слободно да живеам, да сонувам додека сум жив. Имам крила да летам горе над овој тажен свет. Сакам до сонцето да светам, да пеам до последен стих. Имам крила да летам горе над овој тажен свет. Сакам до сонцето да светам,
Огнен Шапковски, браво, браво за песната, браво за спотот, браво за Аки Рахимовски. Благодарам. Од кај сега да почнеме? Ајде прво да почнеме технички или да почнеме емоционално. Оваа песна ја све препознав, очигледно истиот живот те вјасала и тебе. Песнава си ја посветил? Себе и на мене сличните. На сите нас кои сме си едно племе, на сите нас кои си го водиме патот по собствено убедување, нели? Кои не сакаме да припаѓаме у ниеден табор и кои за жал го учиме животот малку на по-тешкиот начин. Песнава конкретно дали е посветена на твојата мајка? Искрено, види, една мајка имам, секој имаме по една мајка. Веројатно е посветена и на мојата мајка, можеби и на мајка Македонија. Јас оставам секој да си ја... Оставаш 3 точки. Да си ја протолкува како сака. Инаку има многу автобиографски моменти мои, на Аки приказната е внатре. На Аки... Раскажи ми малце повеќе, те молам. Слушај, ако кажам дека тоа беше една волшебна и спонтана вечер, не знам како ќе ме сватат. Значи, овде не станува збор за правење нешто со цел да добиеме некаков, не знам, каков финансиски и материјален бенефит. Едноставно, ова песна настана од љубов. Сите што се вклучени внатре, значи Аки, Диран, Дики Тавитјан кој го направи аранжманот и ја сними во нивното студио. Значи, сите сме внатре инволвирани без пари. Значи, немаше збор за... Добро, како дојде соработка? Ми ја кажа таа волшебна вечер. Ке ти ја раскажам Раскажи за ми ја, првпат, сега баш како беше. Значи, јас песната има веќе подолго време. Добро. И знаев дека е силна песна, меѓутоа немав некако пред очи некој од нашиве пејачи што баш ќе ја донесе така како што сакам. Се случи Златна Бубамара, Аки доби награда за трајни вредности, јас бев поканет од Ранко да свирам гитара со него на настап. Ние се знаеме и од пред тоа, од концертот фактички од кога почина Тоше Проевски, следната година се правеше голем концерт на градски стадион. Имам интервју тогаш со Аки, беше кај мене у емисија. Од тогаш се познаваме, да речем така поубаво. Колку плачеше кај мене у емисија за Тоше. Многу сака Колку Тоше. емотивен беше. Добро? И генерално е емотивен и скромен човек. Значи, од тогаш се знаеме. И после Бубамарава, некако, како да ми се склопија коцките, викам, човече, ја замислив песната како би изгледала одпејана од него. И нормално, ало Ранко, Аки, како да го најдеме? Вика, он е другар со Гаро Стари. Океј, отидов кај Дики. Да, они работеа на еден проект, нели, предходно. Веројатно си Македонско срце чука во две... Така, меѓутоа јас 7-8 мислам дека така. си уште од многу мали деца, од школски Југославија. другари. Не знаеш. Уште од времето во Скопје кога си живеел. Како и да е, го побарав Дики. Викам, Дики, сакам да ми направиш аранжман, имаме една прекрасна песна за Аки. Дики, без да ја слушне Дирам песната, ми рече во ред. И фактички песнава Дики без да ја слушне. Без да ја слушне. Да ми направиш аранжман. Вика, важи. Онака другарски, нема проблем, ќе ти направам. Баш другарски, така, да. Добро. И Дики викам, е срце големо. И прекрасен човек и голем музичар. И викам, се што треба да направиш, у иднина за месец-два, кога ќе се појави Аки у студио, молим те еден SMS пушти ми, да дојдам, да му ја отсвирам песната. И се случи токму така. Ми стига порака у 9 вечер, јас се возбудив, гитарава, зимање, се облеков. Кај нив у студио. Идам кај нив у студио. А што правеа Ставитјановци со Аки? Ништо, дружба беше, беше Ранко. Ја реков пак некој проект да немаат нешто, добро? Стари Гаро сениор, значи Ранко Петровиќ, браќата Тавитјан, јас дојдов, имаш уште некои нивни пријатели, беше баш седенка. Тука му вика Гаро, сега Аки харе, сака да ти отсвири една песна. И буквално вака, со акустична гитара му ја отпеа, ви само му мрдна една шокцето малку и рече, ајде отсвири ми уште еднаш, му ја отсвирев и вика, молим те запиши ми ја. Текстот да му го напиш. А ти го имаше и текстот веќе? Комплетно, јас имав песната. Така, ја имаше песната. Песната чекаше само некој да ја испее. Го напишавме текстот, си продолживме вечерта кака киху муабети, околу 2 часа са бајле Аки рече, ајде сега да снимаме. Се повлековме јас, Диран, Аки у режијата, почна да пее и онака ни си справија влакната на глава. Фантастичен момент, ова што го слушате испеано одеднаш, со таква емоција да јас не бев спремен за тоа, како да ти кажам. И ја и Диран останавме вака.
Тоа требаше да биде можеби нешто као демо вокал, па нешто да пробаме, излезе финалното пеење снимено на една моја акустична гитара и потоа на Дики му требаше околу една недела, убаво да го направи аранжманот околу пеењето и ја добивме мајко. Оркестрацијата. Да. Солото? Го отсвирев на една гитара што ја најдов кај нив у студио, дури ја немав ни мојата гитара. Леле, каква боја. Жими мајка. Гилморска. Моментот. Ама, Знаеш, ја кога го слушам гласот негов ме Те дига. ме дига. Тоа е со добрите пејачи. Тоа беше и со Тоше Проевски. Знаеш, во ниеден момент со такви луѓе на сцена не се чувствуваш несигурно, апсолутно онака те прават подобро од што си. Тоа е голема вистина. А има и онакви што имаш чувство кога те влечат за дрес. Ама за тие нема да зборувам. И Јане, тоа беше таа вечер. Се случи, си се поздравивме, си се разотидовме. После тоа се слушавме, што е, како е песнава, Дики ја направи која пуштив прв пат дома, онака сработен аранжманот. Се најжив целиот и знаев дека имаме навистина нешто добро. Не брзав, се утепав од барање да ми помогне некој со средства да направам спот. Огнен Шапковски знаев дека ќе го режира, бидејќи прв пат кога ја слушна рече ова е, знаеш, си се пронајдоа сите во песната. Тоа е фантастично околу ова. Сите сакаат да работат, да бидат дел од ова. И затоа и резултатот е ваков. Не најдов доволно пари колку што сакав, меѓутоа и со тоа што успеав да го обезбедам, мислам дека направивме интересна приказна, дека видеото лепи со сликата, прекрасни се Виолета Шапковска, Милан Тоциновски актерите. Сецко го имаме легендарниот, Сеат Хаджич. Сецко исто ме испочитува, Харе ти благодарам што ме викна, чест ми е да бидам у спотот. Доста од мои другари, статисти што се појавуваат во сцената, си исто музичари. Знаеш, така што не знам, ќе го памтам долго целиот овој процес. На спотот гитарата што ја држиш во раце Тоа е мојот таа телекастер. А тоа е твојот Тоа е мојот телекастер. телекастер. За никаде. А да, Јок си го направил. некој другар на Огнен му рекол од помлади деца, добро бе, брат вика, нели можеш овој гитаристов да најде некоја нова Не, гитара? ја сака, знам, ја сака така. Пред да навлезам на ова го знам. Да им кажам и на гледачите, оштетеноста таква од гитара е од потта од рацете. Апсолутно. Прв пат тоа го видов кога беа Young Guts во Ги Скопје. сакам нив. На И саем? со 103 на саем. Леле, колку беше добро тоа. И со клавиатуристот многу се зближив и ми ги покажуваше, ја бе фасциниран од звукот како го вадат, знаеш, на семплови он контролираше. Викам, колку ти, викам, реално, викам, си ангажирам, викам, на концертови. Вика, дој да видиш. И ми ја покажува тастатурата под клавиатурите тастатурата беше, не оваа таа гитара на Гуру Харе, кај што е, таа радиосаната е црвена со изљупена цел. Значи, оној металниот дел под тастатурата рѓа. Ама буквално, е вака, како чашава, кафеава. Викам, ова од што е? Од пот. Па викам, што не купиш нова? А бе, вика, ова е моја пот, вика, ова дур не се распадне, ке свири. И ја сватив таа поврзаност, сваќаш, тука е внесено и душа, и емоции. Апсолутно. Знаеш и креативност. како, јас ова гитара имам, можеби 40 години, 30 и нешто години. Што гитара е тоа? Fender Telecaster. Фендер. Тоа е дедото на сите гитари. Значи, Лио Фендер кога правел гитара, ова е прототипот. И човекот направил у старт нешто совршено. Се потекнува од оваа гитара. Не го знаеш како интересно е кога со тоа дрво се гушкаш 30 години. Знаеш, едноставно тоа е субјективно, има значење за тебе. Еве, Знаеш. дај ја у кадар. Види бе колку е убава. Тиња, за никаде, личи на мене, која да има 60 години. Не знам, у моите Кај ја очи најде? е убавица. Кај ја И јас имам купено 83-4 година од братот на Трајче Манев. Се сеќаш на Трајче Манев? На минус 23 пејачот од Штип. Брат му на Трајче Манев се вика Дане Данев. Ако ти се верува, родени браќа се, не знам зошто. Се вика Дане Данев, исто човекот се занимавал со музика, го најдов на оглас, као клинец тогаш отидов у Штип и ја купив. На старо. Но старо. Немам ја нова гитара. И колку е оваа користена? Слушај, произведена е 78 година. Вау. Од тогаш ја свирел он до 80 и некој, од 80 и некој имам јас. Ова е гитарата на која свирено антологиското моја гитара.
Банкрот Блуз Бенд. Да. Менуваше магнети, електроника, овој вратот. магнет прегоре Добро? и Гино Овој. ми стави друг. Кој Гино? Наш Гино. Наш Гино? Нема друг. Како Најдобриот мајстор. не стави Димарзија? Не, стави фендер вакво и смената е кобилицата. Кобилицата. А Бидејќи- вратот како? Исто, оригинално е. Оригинално. Го подесуваше? Секогаш се подесува и прагови се сменети едно 4-5 пати до сега. Така. Така. Инаку што интересно, Лио Фендер кога го правел инструментот Фендер, сакал да направи ефтина гитара која ќе можат да си ја дозволат сите. И планирано му било кога ќе се потрошат праговите, едноставно вратот да го фрлиш и да си ставиш нов, да го замениш. знаеш. Бог да чува. И ако загледаш од 70 години, например, бендот на Стиви Вондер или некои други, сите црнци свират на Фендер, затоа што било ефтино. Джипсон не можеле да си дозволат сите Гибсон. Запримети да видиш. Меѓутоа, човекот направил, како да речем, нешто што е ненадминато ден денес. Лио Фендер. Навидум едноставен концепт, ама тој звук, тој Гилморот што го сакаме ја и ти многу, ете тоа е. Тоа свири. Сега во последно време на... Гибсон никогаш не извади Гилмор. Никогаш. Не извади. Не може тој, како да кажам, космички, трансцендентален тон да го извади. Бидејќи Гибсонот е многу чист, многу е кристален, многу е пробивен. Ово има... Различна гитара е. Например, јас од аспект на гитаристки ти кажам, Джипсонот е многу пософистицирана гитара. И не за кој ќе свириш, малку треба да ја галиш, знаеш. А ова Фендерчево сака малце да го удриш посилно, за да запее. Блекмор не за џабе ги кршеше. Тоа е. Оти, иако му замерав многу, бидејќи нели беше научна фантастика, али после концертот у Бангладеш, кога прв пат ја искрши на сцена, го искрши Стратокастерот, не можев да разберам зошто со години, дете бев. Мене ме болеше, колку тешко ние доаѓавме педалја за бас бубањ да најдеш, не па готов инструмент, или во техномаркет во излогот оние руско-полски ѓубриња што неупотребливи, што беа дури ни за тезга за Ама кафана. мечтаевме онака како ќе ги гледаме од Леле да го имам. да го имаш, да. И ми стана јасно зошто го направи тоа. Солото претходно. Такво соло има одсвирено. Сега треба да го најдам, видиш, се подсетив у разговорот. Не знам дали е снимено. Тоа е такво соло, юник. Он не го повтори. И он го осети тоа и вика, оваа гитара више никогаш нема да да свири. Знаел и сам, знаел и гај. Супер, крај, мене game ми over. има тоа логика. Game over. Иако не сум си дозволил некојаш да искршам Али- гитара на сцена, Не, па сега, ми доаѓало многу пати. Блекмур може да си го дозволи Секако, тоа, ни тоа да се со 30 светски гитари. звезди, да. А што со те што, брат, после тоа се собира до трзалица од И сцена, на тоа аукција иде поскупо него што чинело како здраво. Секако тоа е. Морам една констатација, ама Наки да не го ни види, ни чуе ова. Ајде. Аки да си ја фрли цела кариера у вода. Ја Аки, прво не ќе викам Гуру Харе, кај ќе те слушам со Аки Рахимовски. Скептик беше. Скептик бев дека нешто може да. Он у живот нема одспеано подобро. Еве ја Благодарам. ќе ти кажам. Ако јас го кажев ова, ќе звучеше малку нескромно. Тој е Нели? човек И што претенциозно. испеал такви хитови во Нели? животот, значи. Колку албуми има? 30 албума има човекот. Е, убаво што го кажува. Мојата теорија е дека не можеш чекај, да формулирам. Ајде. Да се искажам, бидејќи ми е многу важно. И многу е пипаво. Ја немам одговорност према Аки и да му кажам, Аки, супер 30 албума, брат, али џабе, ова ти е најдобро отпеано. Кај си бил до сега? На мајчин јазик. Ама Не можеш на туѓ Тоа- јазик такви емоции, Јанко. И тоа е моја теорија. Нека ме оспорат. Ме разбираш? Не знам. Многу повеќе ми тежи Ма она. тој повеќе живеел у Хрватска, тој македонски јазик, колку живееш у Македонија? Јанко. Као тинеџер замина? Да, меѓутоа сега да дојде Аки и да си се расприкажеме тука, Аки зборува Знам, македонски како да не излегол никогаш од Ама Скопје. имам интервју со него, те молам, гледа го пред 3-4 години. Убавиот македонски што си го зборувавме, Да, си задржан градски таков. Има така, урбано збори. Не знам, јас бев спремен да чујам голем пејач.
Меѓутоа, за ваков вулкан и излив на емоции не бев спремен. Мислам дека и он се изненади од себе. Не знам како да го опишам поинаку ова. Кога ја преслушавте снимката првиот пат на отпеаното, на суво ја слушавте или имаше подлога некоја Само хармонска? моја акустична гитара една отсвирав за да има пошто да пее. Значи, немаше друго. Шо вика? Шо рече он? Он отпеа и си излезе од студиото, уопште не го интересираше да чуе. Зошто? Не знам. Едноставно си отпеа, човекот си ги искаже емоциите и толку. Не застана да го преслуша тоа? Малку слушнавме, да. Добро. Видовме дека е. А не беше онака преслушување и као вау да пукне. Ама веќе не фати 3 сабајле, човече. Ја ти викам, ја повлакнава, знам и мене и на Дики, вака се погледнавме со испраени влакна и знаевме дека имаме Пиво нешто. или вино? Шо беше на вас? Пивце. Пиво. Значи не било нешто... Пивци и цигарчиња. Не, воопшто не беше нешто теревенка или така, баш беше седенка убава, пријатна. Да не свиткавме нешто? Не. Се симна нешто. Значи чисти Од емоции оздора. беа. Да, нешто ете не. Не беа иницирани од алкохол или Не, тутун. не. Ова се чисти емоции. И дури Се мислам- обидувам, извини, малце сум безобразен, ама Не бе, мое. супер си. Така. Мислам да се подготвувавме. Дека ако се подготвувавме, значи Немаше ќе вака. дојде Аки во 9, па ќе снимаме, па ќе правиме. Не верувам дека ќе се случиш ова. Фактички човекот го сардисавме, ме разбираш? Тата Гаро ми помогна, сигурно му кажа 2-3 добри зборови за мене и сето тоа, знаеш? Се чувствуваше тој, самиот пријатно меѓу своји луѓе и пријатели. Гуру, јас сум заради мојата професија, бидејќи со се и се што низ емисијава од теми идам и инсистирам да бидам површен. И обично вакви работи површно ми поминуваат. Океј, чисто да сум информиран. Кој ми ја испрати, у ниедно време, ајде, викам, ќе го те преслушам, викам. Одатер. Не ми се, одатер. Еви, искрено, значи, Ако бе? значи ја дневно добивам филмови за Верувам, вакцини, верувам. протести у ова, протести у она, спот сега, а таман завршена Евровизија. Викам, ајде, и го пуштам ова, и седам, слушам, ама веќе, знаеш како, поминала километража, толку ја уште имам грамофон дома, имам уште плочи, знаеш, и изгледа, таа лед диода мене ми пали. Чекај бе, пењо, чекај бе, ја абдал ли сум. А искомплексиран сум, да си го кажам мислењето, се уште сметам дека сум нестручен. И сега, знаеш, драго ми дојде, ја викам, чекај, ја може не знам стварно за Аки Рахимовски, али ова ми не ми се чини дека е најдобро отпеан. Вака да отпее Аки, Бог да чува. Викам, и сега викам, знаеш што ми беше прва помисла? Него да го избрукам, што правеше бе до сега, гој до едно, тебе да те премлатам, абе, што изарчи, кај се до сега бе, 3 албума требаше да направите. Знаеш ли што е ова? Суво злато е. Сакам, зошто сега малце драмам. Намерно драмам и си ги испуштам емоциите. Сакам затоа што им го пуштивме спотот еднаш. Предпоставувам дека уште руката на пола публика има у джеп, карамбол прават, други пуканките, дебелио сега што ќе мрси. Знаеш, кој седнал, кој не седнал. И сега што се зајадоа буре колку за една песна. И стварно. Ама има зошто. Еве по втор пат. Ако можете, заслушајте ја. Еве, ако веќе ја следите емисија, заслушајте ја. И направите ни или будали, дека не знаеме што збориме, или стварно ќе ве допре, бидејќи ова рамнодушни не може да ве остави. Ете, тоа ми е целата поента. Режија, одиме со уште еднаш истата песна. Мајко, немој, не плачи. Својот пат самиот го одбрал. Твоите зборови се уште ги паметам. Ке биде се како што е пишано. Мајко, биди спокојна, биди срекна, бар тоа ти го должам. Ме научи слободно да живеам, да сонувам додека сум жив. Имам крила да
Сакам до сонцето да светам, да пеам до последен вздих. Имам крила да летам горе над овој тажен свет. Сакам до сонцето да светам, да пеам, да ме чуе цела вселена. Па, еве, ако проценивте дека овој разговор е празен, емотивно, можеби пречувствителни, стари рокеришта, too young to die, too old to rock and roll. Леле, многу добар албум и многу добар омат беше тоа Jet Rat албум. И насловот е, како да кажам, До ден денеска. као зен мисла. 70 години. Да. 70 И години тоа е албум. показател дека суштинските работи не се менуваат формите околу само. Да ја завршам само мислата што ми Извини. беше. Не. Дали јас и ти, нели, да ни бидат сведоци гледачиве, нека го видат спотот сами, нека искоментираат, дали ја и ти можеби претеруваме, Можеби. занесуваме, Можеби. или ова стварно допира до публиката. Огнен Шапковски направил повторно мини филм. Значи, ова не е спот. Не е спот. Ова е една кратка, раскажана, емотивна приказ. Глумци не. Па то солзи. Па толку препознатливо. Па застанува. Па мајката го испратила, па дошло внучето, па плаче. Маестрални се сите солзи што ги гледаш на видеото, не се глумени. Аман бе. Жими мајка се. У мајка ми се колна. Мајко се вика песнава. Најсериозно. Жива и здрава мајка ти. Жива и здрава. Нека е жива и здрава. Да ми биде уште Добро. многу. Да ти кажам, малце се стресов кога ја видов песната. Па и она е потресена, знаеш, како... Викам да го не ти се случи чувствува. трагедија некоја, викам не дај Не, Боже. не. Викам. Али мајко, многу широк поим. Абе, не бев ја од оние добрите деца, као млад, ме разбираш? А кој бил бе? Па ја и ти не бевме. И пак да бидеме млади, па нема да бидеме. Ама кој се тоа дека што бил? Може тие петкашите нема да ги допре, ама една цела банда од луѓе ми се јавија, онакви срчани момци и кажа харе око за нас да си го пишувал. Викам, брате, и за вас е напишано, што да рече. Слушај, За сите нас таквите. слушај, имаш шанса бар да се покаеш и да се смириш со нејзе. Па, мислам дека... Многумина од нас кои знаевме да забегаме по 2-3 месеца да не им се јавиме, а после ги Истото наоѓаш сум со го бели правил. коси. Истото сум го Ајбе не се занесуја и стара, ај не се многу фантом, јас сум муж, правам што сакам, не ми се потресуј. Знаеш, ама... Знаеш, за мене точно ме погоди. Ова песна е тоа. Ако веќе односот кон мојата мајка, јас со ова песна сакав да се помириме. Знаеш, никој ништо не должиме, си се сакаме, јас сум и благодарен за се во животот. Ето и она може да се погордее со синот, разбираш, дека си ја тера својата работа, инаку на времето
интелектуалци се, мајка ми е бивши професор, татко ми инженер, и ми изгледаше ова многу несериозно. Како сега ти тука со гитарава, па која иднина е Па тоа? фино ти рекле. Па фино ти Убаво ми рекле. мисле они, Па фино ти разбираш? мислеле. Директор на банка. Ке си бевсе. 3, 4, 5 илјади. Па, не, одега со Јанко јади буре ке правиш интервју. Како бе, Бе, директор кое на банка? ниво е ова Абе, бе? пратеник, На што ли? бе. Ај бе, стани иди си бе тамо. Дај бе ти тоа кикирики пепси донеси нешто овдека. Ајде ке јадеме ке пие. Ке беше господин човек тамо ке седнеше со политичари ово. Нема дилема кај мене, уште 3 животи да се родам. Пак ова тоа. Уживам стварно. Никој не може да ми го поклони овој момент на сатисфакција. Да знаеш дека А само си допрел мајка до има луѓето. разбирање за вакви работи. Да. Сепак една е За мајка што вика, забегување. знаеш. И што може да ти истолира и што ќе те сака, па колку и да си забеган и никаков, ме разбираш. А Се така- надевам дека никош не сум претерал до толку, знаеш. Секој сум ги почитувал. Но рече дека текстов не го усмери само на себе, Не. автобиографски, сакаше луѓе да го препознаат и пошироко. Да. Во мајка нешто што го сметаат за многу свето. Нели? Дали е црква, дали е земја, Апсолутно. дали е Апсо е, видиш. куќа, Мајко земја. дали е па нели Да, 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 што да. со што све идентификуваме што е нашата мајка. Сите тие синоними Тие или да. како веќе се нарекуваат, асоциации, знаеш. Види, секоја песна во суштина е не само моја, лична, меѓутоа ако не е и општа, ако не можеш и ти да се најдеш во мојата песна, тогаш е само моја песна, знаеш. Види, и Огнен Шапковски, повторно како режија, ако не се лажам, он ги режираше и спотовите на Next Time. Next Time, да. И тоа сериозно добро изгледаше. Прекрасни брат. дела има направено. Значи, Токму затоа и ми го сврте вниманието. Изборот на режисер е на сопругата моја. Значи, песната беше готова. Аншанте, мадам. Да, си се шетавме со мадам според ке и викам какво видео да направиме. Јас долги години работам со Фриц, со Александар Јанковиќ. Меѓутоа работевме некој андерграунд уметност, знаеш, сосем друга Брат му на Бајо естетика. Зизито, Бога да го прости. Бог да го прости, бајче. Овде ми требаше нешто, буквално со Огнен тоа разговаравме. Да не се знае дали е музиката саундтрак за филмот, Или е филмот? или е филмот Браво. видео за песната. Браво. И мислам дека успеавме да направиме две паралелни приказни што се надополнуваат совршено. Перфектно. Вау. Вау, многу емоции искажавме овдека. Мислам, им оставам намерно 3 точки, вака да се преслушаат луѓе во малце, бидејќи не е само, не, можеме да мелеме и да не застанеме, ама нека осетат малку. Се Што ги надевам, допира? јас според коментарите ти викам задоволен сум. Спотот е поставен на YouTube, ние го имаме во редовна програма. Да си го изрекламирам каналот Гуру Каналот Харе, каде се што вика можат. на YouTube. Да. Каналот се вика Гуру Гуру Харе. Песната се вика Мајко, Гуру Харе и Јаки Рахимовски. Ниеден дислайк нема песнава. И Нема тоа до е сега, факт. тоа е добро. Да. Чекај да видиме. Ако има сега, тој е од мој гледач, ќе биде. Ќе се избрукам. Малце интернетов ми е, еве го сега ќе наполни. Нема. Немаме добро. Добро. Имаме 282. Поздрав до гледачите. Поздрав до 20. Но 28 коментари. Ежење е песнава, секоја честув, прекрасно и мелодијата и спотот. За жал го отсликува нашето секојдневие. Глеј сега Тука како. стоп. Е така. Значи, актуелна е таа бела чума што се вика. Така е. Нераѓање нови дечиња, иселување, ги допира сите мајки што имаат некое дете надворна печалба, знаеш, ги допира сите што се добив известување дека во сабота во Торонто, наша македонска телевизија во Торонто ќе го емитува спотот. И мислам дека тие луѓе тамо уште поемотивно ги доживуваат работите, нели? Кога си подалеку од мајка ти, поболно е некако. Слушај сега Хрват што пише. Хоки-поки. Прекрасно. Ова не сум го Обожавам прочитал. глас ове легенде. Велики сам фан парnog ваљака пиви, али кад пјева на македонском, тоа е нешто савршено. Прекрасно, ова не го Аки прочитав. види му се у Љубљани. Словенец изгледа, добро. Али, пази, тоа ти што го викаш. Кога те прашав, зошто толку добро? Оти пее на македонски. Значи, точна ми е теоријата. Не може. Не може.
поинаку. Што ти е? Пази, цел живот се учиме да бидеме рокери и да бидеме космополити. Да не се врзуваме со национално, со корените, бидејќи, нели, рок-н-ролот не познава Апсолутно, границе. точно. Он е урбан. И гледај сега на стари години, најубавите работи, човече. Не, Пинк Флойд на при својот крај, знае зашто пее? За нивната најголема трагедија. За изгубените татковци во Втората светска војна. The Wall, Final Cut е тоа. Целата приказна Човече, музичка на Роджер Муло- Вотерс е тоа. Пол Маккартни, цел живот, Help, I Need Somebody, ово, она, ваму и таму, ти текнуваш каде не потресе цел свет, Мулов Кинтајр. Да. Фолклорната, традиционална, шкотска, негова се песна од сврте. неговите. Па како бе? Исто последниот албум на Sting, Harbor или како се викаше. Е, веќе. така. Пак се враќа на своите корени. Нема кај да одиш. И јас го свртев кругот. Значи, корените подсвесно нам ни помагаат да го освоиме светот со тој код што го носиме во себе, ама ние упорно мислиме дека треба да се откажеме. Напротив, не, треба да го негуваш. До Анастасија јас не го знаев тоа. Анастасија ми отворија очи. Горан Трајковски со тоа. Се слагам, прекрасните и големите Анастасија. Знаеш како? Секогаш го кажувам ова. Откако почина Тоше, многу пати не вика како бендот на Тоше да свириме на разноразни концерти. Овој беше во Будва. Цела вечер беше на фестивалот посветена за Тоше и меѓу другото имаше две момчиња, две девојчиња млади, словенска група, пејачка. Така. И дојдоа со сиот пиетет, бидејќи после Тоше ние за нив не гледаа како дел од него, не знам како да ти кажам. Знаеш, онај со стравопочитување ни преоѓаа. И ни кажаа, они беа гимназијалци, дека 2 класа во нивната гимназија научиле македонски за да можат да ги пеат песните на Тоше. Значи, што повеќе да зборуваме? И пак ја речем, не можеш, Јанко, такви емоции да пренесеш I love you, I hate you, fuck you, извини на зборот. Да, слободно. Псуиме, нит ме допира, нит ми значи. Меѓутоа, ако ти кажам те сакам, Сосема друго. тоа е. Не си го погани јазикот. Да, јас го сватив тоа и за мене најголема возбуда е кога ќе напишам текст на македонски, зборовите кога ги пишувам, Виж, со таа разлика душата ми се рани. што Тоше успеваше и на српски и на англиски да потреса. Апсолутно. Он па што имаше у тонот у глас. Се сеќаваш ли на неговиот настап? Најчесто го пуштам, неќам сега да го, бидејќи Да. тебе пиете, друг пат ќе го пуштам. Се сеќаваш ли Тоше кога го викнаа на Пинк и собрани оние шалабајзери, Кога си турбо, гледаа во фолкари. палците после? Кога не сакаше никој да запее? Јале македонац, ајде оно, девојче, отпевај нешто. Ајде, ово, девојче. Ај вика ти тамо гесе, моло, оно, Сега не ама гледам. тамо, да, зајди. Го имам гледаното. Леле, човече, кој им ги затна тоа муцките погани силиконски. Се Кога си сеќаваш ги- дека ги поканија потоа и они да Кога си ги, запеат. кога си ги прибраа сите тоа у палците. тасмите што се чепатеа, кога ги удри еден срам, оваква, кои сме и што сме, леле, човече. И тоа стана онака, а то ше знаеш како беше онака добродуше, него можеш да го зафркаваш у очи уживо, не бе, зло не гледа, зло не слуша. Точно така. Нема да изреагира. Точно така. Абе, кај мене, абе, викам, тебе некој ако ти рече будало, и вака трепка, душиче, нема да се на друг да му кажеш ке ти стане Баш драматично. како што го кажа, зло не гледа, зло не слуша. И станува у момент, без не ни знаеше, тоа уживо и ми ја отпева зајде. Па ја, Потресително беше тоа. ајде, најде ми една од најдобрите изведби ever. Од кај Слага. му е тоа? Тоа е кодот бе. Знаеш, тоа е мене- ДНК-то. Што ми е многу моќно и некогаш стварно до солзи ме доведува, тоа е еден настап. Смејам друга телевизија да кажам, старо е. ова. Ајде, слободно. На Телма се случува Аха. и ја пеат Наум Петревски и Тоше Проевски имали песна во живо. Јанко. И тука си гинеш, слушаш и си Има гинеш. снимка? Како не? Има? Да. Ќе ја пуштиме подоцна, бидејќи вечерва рековме дека ќе збориме за тебе и за твојата музика. Го промовиравме спотот Мајкл. Ај сега вака зголтне. Малце да се...
размрсулавени таа, ле, што ти е старост, човече, не се држи. Станавме онакви, а? Се Омекнав. смеев на дедо ми пред да умре. И имаше мала пензија и кој ќе доеше роден ден, знаев дека нешто ќе ми даде. Ќе шарне нешто. Да, ќе шарне нешто. 500 динари. Абе, знаеш што беше тоа? Третина од негова пензија, мислече ни толку ме сакал, ја поима немам. И ја вака, и го гледам, човеков плаче. И го гошнам, фала ти, фала, ово. Еве су. Не си уште или натаму идеме? Али натаму идеме? Вака, ќе свртиме муабетов малку сега технички. Ваква песна, ваква соработка. Има ли сега некоја инициализација? Вадиш добри песни. Со Игор Џамбазов многу соработка. Ти благодарам. Еве со Аки. Ке има ли нешто албум Нокаут, конкретно? Тамара. Да, Тие еве ми се сите од новиот фактички материјал што го правам, јас избегнувам да го наречам албум, меѓутоа албум ќе биде на крај, нели? А, така. Туку, Гуро, знаеш како? Албум веќе не се продава, луѓе не купуваат. Зато, Ама, Јанко. нели, сите овие соработки може да доведат до некаков проект кој ти утре можеш да го продаваш како турнеја, како концерт. Имаш ли таков некој? Еве, само да проđe. Гуру Харе и Тамара пред 4 месеца со Тамара Тодевска, нашата представничка. Песна која исто така сврте многу внимание и излезе прекрасна, да ти кажам, Така. имам убав коментар. Со Игор Џамбазов. Кој знае уште кој? Со Нокаут. Исто одлично примена песна со нокаут. Така. Мене ми беше тоа поентата. Значи, јас имам песни за овој албум, не сакам сам да ги пеам, бидејќи не можам, гледаш, од песна во песна се различни. Така е. И многу сум трпелив во кастингот, чекајќи да се, знаеш, да се, онако ти играш Black Jack, па оние лимуните да се наредат сите. Е, така. И ми се исплатеше чекањето. Не е секогаш лесно да се работи со пејачиве. Си имаат они своји мушички во главата, меѓутоа ти викам, ме краси мудрост и трпеливост, која ја стекнав сам, со многу труд, и само така може да дојдеш до резултат, знаеш. Доста сум трпелив и на крај ти ветувам дека сето тоа ќе го спакувам во еден албум. Дали ќе биде CD или стик, или што год. А дали имаш, намирисуваш некој пејач кој може да ги реплицира барем добро и да направиш една турнеја, човеч. Ова е добар концерт. Овие, да речеме, десетина вакви песни, едно саат време е убав настан, убав концерт. Како да можеш не? да ти барем за бенд немаш проблем, ти знаеш ја ги имам најдобрите момци со мене. Имаш ли некој добар пејач кој би можел тука скоро овие вокали да ги реплицира и да... Немам. Да. Немам, меѓутоа размислувам. До сега, значи, снимив песна со Аки, Тамара, Нокаут, Игор и би сакал со уште неколку македонски пејачи. Кој? Па нема да ги кажам, бидејќи веќе нешто работиме и додека, знаеш, во Македонија додека не биде готово, немој да кажеш готово е, бидејќи може да се случи се што си мислел, да излезе дека сме живеели у паралелни светови. На вистина не можам да кажам. Те има во македонската рок енциклопедија. Не сум разлистал толку, треба на поише места да ми има. Еве, горна камера, македонската рок енциклопедија. Тоше Филиповски ми беше тука, наскоро ќе мора друго за винилните издани. Веќе му пратив песна и за тамо. Ќе ти ја не му пратив најдов една. Еве ги историја со Тоше Проевски, ве? Со Поп Симонов. Со Поп Симонов. Тоше Проевски. Поп Симонов, Тоше. Тука си Станковичка, Тања. Тања. Стево Чепишевски. Стево, после од Берза. Така е. Што отиде у Берза. Така. Со Тони Берзе останав у контакт во Австрија. Контактирате со Да, Тонче? да, свири, издаде некој албум, свири Тоа оние работи. кавер верзии. Да, тоа си работи човек. Супер, да си жив. Си свири ти песни на Били Айдол и така. Outmind, во летото 2006 година, Златко Цеков. Цекле? Цекле? Цекле треба да го знаеш ти, од Тафталиџе. Како не го знам? Он е нашиот компјутерски гуру, значи човек што ме научи Игор QBase да работам. Атанасовски Харе и Жарко Пејковски Жба го формираат инди составот Outmind. Така 2006-та? 2006. Извини, мислев порано. Не, 2006 е. Outmind, кованица од Outmind. На почетокот како придружен вокал на некој од настапите се појава
Тања Димовска, Тања Тас, Екстра Wild Bunch, но поради мајчински одврски почеток 2000, така да те има. Па за Златко, за ова, за она. Харе е активно присутен на македонска музичка сцена во втората половина на 80-тите. Гино де Гаги и неговите страсти. Ти ме изненади минатиот пат, морам да ти кажам, ме истресе. Не знаев дека постои тоа негде да се чуе. Со Тоше, кога имаш вакви конекции, Тоа Гино се- де Гаги, која со тоа едно Сайзерче, едно Го памтиш. Касио, едно... Мајо имаше. Мајо, како се викаше тие каков, првите ритм машини? каков лик беше Мајо, човече. Мајо? Прекрасен човек. Сега исто, многу успешен, И си работи нешто Сонја друго. беше Сонја исто. исто. Шармантна Сестра му, една. Да. Памтиш бе, Јанко, сме се во исти кругови сме се движеле тогаш. Тоа беше сцената. А потоа работи Банкрот Блуз Бет, Александар Македонски, Екзи, Оркестар, Архангел, Езгија Слободан. Санс и со... тоа не знам Санс дека со Жба е, пејачот Жарко А, Пејковски. он е со Он има Санс, пеено со така. Санс, да. Така да, те има. А знаеш чисто со Александар Македонски дека снимивме албум со Картер? Гениален албум, човече. Кој е албум? Никад не излезе. Го сними кај Кокан Димушевски новото слушаја причава на Водно. Го снимивме албумот. Со Бајо? Не, тој е пред Бајо да дојде. А пред Бајо, добро? И нешто се скара и Коко му го избриша албумот. Абе, година и нешто спремање, пробување. Знаеш какви песни, тој Картер е генije. Толку чувство да напише добар сонг, и јас ги појачав со гитари, со аранжман малку и мислам дека ќе беше супер албум. И Коко полуде, брп, со магнетот му избриша лентата. И така заврши албумот наш. За пари си испокара или креативно? Не, мислам дека не му се плати на Коко нешто. Е, па Тој тип така, за беше пари. јас. Да, пошто Картер за тие Ама работи знаеш од колку ми е панкер. криво. Добри Стварно, песни. опасен материјал. Дури имам на касета негде, треба у бункерот да побарам од проба снимано на лента останато нешто. Стај ги како аудио на твојот канал, чисто онака. Од немука, не сум имал време да седнам, инаку чудеси имам да ставам по тоа. Ова е Тјубот. убава работа YouTube-от, не зашто. Ја еве дури си отворив еден семеен канал кој затворен ќе го чувам. Видеата мои од деца, А, да од си ова, ставиш да утака. си ги Да, ставам. да, и ти се па тук. кај да ги чувам? Точно така. Два хард диска по 4 терабајта ми се расипаа. Се човече, страда, што Јанко. изгубив. Нема вечно. Све овде ќе биде А онлайн. овде, да, овде Све онлайн. веќе ќе си стои. Океј, време е да направиме пауза, баш ми е драго што успеав 1 сат да разговарам за музика со тебе. А ни летна некако, а? Мене Девете. исто ми е чувството, кога минатиот пат кога ми рече и тоа е готово, ја ти реков толку. Толку? Ајде, Не сум како другиве телевизии, малце, нели, као кафана поише си правиме муабет. Не е од телевизија. И ја кога сум не е професионално. против тебе си се враќам 2-30 години наназад, кога што сме се избореле у град, кога Баш што бе, сме си какви тако... 2-30, кажи 2-3 години 2-3 наназад. години, да. 200-300 години. Јако ќе седнам, например, покрај Мио се осеќам као 903-та, ше на Мечкин камен, например, да ги чекаме турците да Слушај, дојдат. да не се плашиме од староста. Аки, чика Аки, гледај го ти како вокал дава на своји 60 и нешто години. Значи, Ми доаѓа и ми вика, го гледав, вика сега пред да дојдам, го гледав Whitesnake, Ковердейл. Ковердел. Нема више тој глас, вика. Не може више. Абе, Ковердел е 15 години постар од тебе, бе, викам, Постаре, Аки. вистина? И од него? Постаре. Вау, значи тоа е више Тоа, картал. викам, Картал. Океј, ќе направиме кратка пауза, а потоа се враќаме ти, Тамара, па малце и Тамара Ајде. Шамара, македонска музичка сцена, Евровизија, све. Ајде. Влези, пријател ке стара, веќе долго те барам,
prazno mi je bez tebe. Zemlji, sve što imam tebe ti davam, i ako treba ke pravam za tebe se. Odvedi me daleko negde od ovo ludilo. Sveti, ti si ta život što davaš, se na svoje mesto go stavaš, dopiro tvoj skapocen dar. Zemlji, sve što čuva v tebe ti davam, i što toliko ke pravam za tebe se. Odvedi me daleko negde od ova ludila. Zemlji me, vodi me, povtorno rodi me, besmrtna, golema, čista, otvorena. Iskrena, nevina, srži srcevina. Zemlji me, vodi me, daj, oslobodi me, oslobodi me. Фриц го направи овој спот. ова е на Александар Гуру Јанковиќ Харе Фриц. и Тамара. И Тамара. Нашата победничка од Евровизија. Нашата победничка. Глеј кога победи она уште у јануари со мене. Која направивме љубов. Така. Сега напишала баш на паузава читав Фейсбук заради грешка. Поправена е грешката и место 8 место сега сме 7 место. Значи уште по победници. Вау, браво Тамара. Значи, Браво. прво место од Жирито. жири. И после од гласањето не надгласа, бидејќи реално земјичка со Телевотинг. 2 милиони, да, не можеш да се бориш. То треба го сменат, иначе замисли русите да гласаат, бе, па никој нема да победи никад. Да се запнат овие А да замисли гласаат. кинезите да дојдат. Нели? Замисли Индија да дојде. Еве, може ли ние гости? Па како Може. тргна Израел у Европа, Австралија у Европа, ќе си ги приберем и Пакистан, шо? А може ли ние? Хунзите да си ги земем. За хунзите anytime. И јас сум за хунзи. Ама не се толку бројни. Ние Да. све сме на ситно. Ние како Слушај, викаат, квалитетното увеќе во помали. не бе, количини. треба малце зајачкото, малце поише, не. Да пуштиме- Наместо јади бурек, гаси светло, однеси ја госпожата у спална, ела нешто да ти кажам и готово. Абе да си почнеме ко Александар малце и по другите госпожи, Е па, па да се побратимиме. што е ове? Едно дете, две деца. Што е ова? За И после жал, сакаме, и не, со не, две нема. си ти? Со три. Е, ал да ти. Минимален максимум. Ал да ти. Сега, знаеш, од на овие години од како имам син, да ми е жив и здрав еден. Осеќаш дека ти требало уште двајца тројца да ги имаше, сега да боле ти кажам, ќе беше. човек кој ќе ми каже вака со 3 деца, респект, она, знам што значи да подигаш 3 дечиња и знам колкава радост е на крајот на криштата да имаш 3. Морам да ти кажам, поинакво е. Тоа приказната пари, дека треба, нема везе. Не, знам дека не. Ништа. За децата е поинаку. Дали е едно или 5 деца, истите пари се Абе верува. така викаат старите, терај, ајде уште Па еве ги, од 19-20 години веќе работа, ти си заработуваат своји пари. топ.
па дури поолеснет ми е буџетот. Не се, да се вратиме сега на Ајде. нашата El grande, bella, bellissima, due grandi cupoli cattedrale di Milano de Тамара. Тамара. Ке ме суди, ке ме тужи. Кој не? Не се шал. Срце. Океј, направи песна со Незе, исто така оваа песна добро зазвучи, дури може слободно да ја стават на Евровизија, бидејќи и правото е така отпеана во онај Знаеш дека широк многу луѓе ми го рекоа ова? Уште кога излезе песната, ова евровизијска песна. така. Супер. Добра пејачка, прекрасна е. Знаеш, го има она нешто. Петтиот елемент, јас што го викам. Јас си ги бирам според мене, не мора да се сложат гледачите за некој, никаква пејачка може би. Секој си има свое мислење, меѓутоа јас стојам на ставот дека на светски глас и посакувам, знаеш, ова Евровизија е од забавен карактер, да ја биде само првото скалило кон светските сцени, дај Боже. Бидејќи мислам дека има капацитет, има и гласовни можности, се што треба да има еден пејач. И се натаму е... Многу беа позитивни критиките после низиниот настап, што ретко се случува ние да се фалиме. Искрено да ти кажам, ние имавме по мене највпечатливата песна која ја ден денес ја памтам и сум го кажал во емисија милион пати, тоа е XXL 100% те љубов. Да, тоа беше ведро, весело песниче такво. Драган Карамфиловски што направи песна, ја сите му ги знам, а не сум го Прекрасни слушал. бојс. Исто така. Значи, све му ги знам. Прекрасен Човекот човек и- беше врвен композитор. Апсолутно се слагам. И лоши пејачки, феноменално. Мислам дека има феноменален пласман тогаш на Да, Евровизија. се слагам. На свој начин, знаеш како си, беа забавни, беа симпатични, млади, си ја донесува песната таква како што беше. Евровизија гледаш, еден циркус. И децата ја засакаат тинејџери ја вртеа. Точно така. 100% те љубам, 100% е да... Мислам, прекрасен Си рефрен. чул, има Рамбо Амадеус една теорија, тоа е негова Кажи. теорија, ќе ја кажа на српски, како што он во Слободно. оригинал ја кажува на црногорски. Што е песма глуплја, тоа е веќе хит. Тоа е негова теорија. Па, сега, што е песната Help од Beatles? I need somebody, help, not just anybody. А што е од Полис? Do, да, all I want to say to you. Тоа е тоа. Да. Тоа е тоа. Или песните на кралот, на Елвис Пресли. Ајде, тогаш дури и на денешни артисти да ги видиш, мислам, Да. тоа е. Текстот е оу, е. Единствено Леди Гага знаеше тоа да го направи. Леди Гага, гледајќи ја вон тоа Леди Гагата, како гостинка на Стинг, како си гледал на 60. Ретко интелигентно, Човек. ретко добар музичар. Таков музичар, мислам. Пар екселанс. Респект и почит. Да се вратиме на Евровизија. Каков е твојот впечаток еве и од Тамара и од она што имаше на телевизија и прв пат што се вика кобното она го тргнавме конечно да влеземе и малце да бидеме и ние вкусиме од финалот. Искрен да бидам, си бев кај мите другарни, си гледавме заедно со мезенце со такво и едно време се нафурав и сериозно помислив дека ќе победиме. Не можеш да ти кажам. Абе, не можеш сега нека Евровизија што год да е кога е твој, нашата тамо која гледаш, не можам. Истото го чувствувам кој ќе игра репрезентација, ме разбираш? Поготоа што Тамара и лично ја знам, и знам ни што се поминуваше тамо, знаеш. Не знам, мене најмногу ме допре. Субјективен сум се, што да правам. Меѓутоа не е тоа само мој коментар. А мислам ние како нација спокојно прв пат си гледавме Евровизија кај што си имавме достоен пејач, знаеш, тоа не можеш да го оспориш ти. Таа се такмичеше таму и пееше со пејачи од цел свет. И мислам дека се представи и јас бев презадоволен, супер ми беше вечерта. И дури во еден момент помислив, викам, овие ќе не пуштат да победиме. И на крај не знаевме дека така иде први и одеднаш. Да, жиријата, стручните не овакво, ама после телевотигот си кажа нешто. Па ќе речам, тоа е голем комплимент. Значи, од Така. жиријата, од сите телевизиски куќи, он е победник. Така. А другото пресудува колку брои нацијата. Зошто? Па Ако е побројна, да кажам, уствари не ние мора не можевме само да гласиме, да Ние од овде гласаме не. за Не, за нас. не. Па за Шведска кој гласа? Шведска победи или Норвешка? Холандија. Холандија, Претпоставувам whatever. диаспората нивна.
која диаспора, ајде, они се тука се кај што се. Нема едноставно тоа си гласаат Белгија за Холандија, Холандија за Данска, Данска за ова. Мене ми беше многу грдо тие разговори и навредување за македонците во диаспората, зошто не гласале, да гласале, ќе било ова, ќе било она. Мислам дека не се во право. Премалку сме да можеме ние со една Холандија која била на сите континенти, оставила колонии. Така Цел Суринам гласал за Холандија, можеш да замислиш. Меѓу останатото. Гледајќи колка голема и скапа работа е тоа Евровизија, не мислам јас дека баш така сега секој кој да победи следната година, мислам дека однапред има некаква конструкција, бидејќи замисли да победевме и да требаше да ја, како се вика, да ја угостиме Евровизијата, да организираме тоа. Милиарди бре, таму сериозни пари. Не бе, зашто? Ке ни даеше банката кредит. Не бе, еве ќе ти кажам. Во салата Борис Трајковски, со тоа што паркингот ќе беше шатор каде што ќе се поставеше импровизирано. Точно, може и така. Така што сите се пареа, сите екипи ќе може онака комотно да се иде поврзано. А салата, мислам дека нашава сала може да биде сосема пристојна за... Зборуваме за Борис Трајковски? Борис Трајковски. Да, еве, веќе гледаме од концерт во концерт, веќе ако имаш добар тонец, јас не бев на Лени Кравиц, беше на концерт. Не успеа. Сите мои другари што беа рекоа дека звучело фантастично. Ја бев на Жан Мишел Жар и да ти кажам, се здрвив. Звучник немаше доле. Еден бас бин немаше доле на под. Све беше горе, а знаеш како не кинеше басот. Тоа е Жан Мишел Жар. Тоа е Жан Мишел Жар, он постави нови стандарди. Поздрави го Мите. Мите стоеше у прв ред, вика и вака се врти на кај мене. Кај му се басоите? Вика мене ги ухорните, викам ги гледате, викам сега. Добро. Жан Мишел Жар на вистина поставува секогаш нови стандарди и на овие стари години. Да. Сакам да ти кажам дека таа сала е предодредена за успех. Знаеш ли зошто? Дали го имаш гледано концертот на Депеш Мод, нивната турнеја, последниот концерт во Барселона? Ако ти мислам дека не сум го гледал или не. Дали ја знаеш концертната сала во Барселона? Не. Значи, концертната сала и нашата архитектонски се потполно исти. Со тоа што таму е за 25.000, кај нас е за 10.000. Истата сала, истата конфигурација. И тоа ми е драго што не измислувале топла вода, да прават оригинал, него најдоброто нешто концертно што е направено во Европа, во Барселона, истата во смалена верзија е направена кај нас. И сосема е функционална. Зборуваме за Борис, така? Борис Трајковски салата. И ја ќе ти кажам, ние го тргнавме малерот. Првите концерти, Зизи Топ, Джамирикуај, луѓето беа разочарани. Ја не бев на Зизи Топ разочаран. Потоа, салата малку ја коригира. Заради звукот? Да. Ама тоа се панелите. Ние немаме акустичари, ние немаме луѓе кои знаат звук да наместат у тоа сала. се сериозни инженери и треба да ги увезеш од негде за да го направат. Не знам кој го направи, меѓутоа после тоа салата доби подобар саунд. Така. 50 годишни на Џамбазов. Да. Направивме 4,5 часовен концерт во Борис Трајковски. И прв пат после концертот гени, тон мајсториве наши колегиве музичари рекоа дечки, палците горе, ова звучеше, вика, прв да го чуеме Борис Трајковски да звучи и снажно, истовремено и квалитетно. Па се научија, више нема... И се научија. И се научија, и веќе не можат да не лажат со празни кутии, како што носеа порано на концерт. Нели? Стави празна кутија, нема звучник. Со 10 маршали на бина, свири со 30 ватно појачалце за... така. Така да поминаа тие времиња, кога не правеа овци и тие што изнајмуваа опрем, веќе и ние се научивме, и публика се научи, веќе се дигнаа стандардите. Арно, ама каде е музикава? Вака, имам впечаток дека во последните 15 на години паднавме најниско што можеме. Ние како македонска музика? Како македонска музика. Значи, тој неконтролиран увоз на страна комшиска музика си го стори своето. Тие се артисти што во годината имаат по 100 и нешто концерти, значи, поспремни шоу, визуелно, уиграни, знаеш. Режија, друг е у кадар. Не, им заглави копчето. Добро. Поголем менеджмент и сето тоа, знаеш, и кои ќе ти дојдат овде, уау. Се случи еден наплив на невкус
кој се отсликува и во музиката. Види, музиката, оваа популарна музика, се поп музика, се ставам во тоа музика што се слуша секојдневно. Таа е одраз на времето во кое живееме. Знаеш, по тоа каква музика слушаш, ја можам да предпоставам што јадеш, што пиеш, како разговараш, каков ти е речникот ти текнува. Музиката у наше време, памтиш дека не можевме баш да се дружиме ако не слушаме барем слична музика, сме го зборувале тоа. И тогаш се знаеш што читаме, што слушаме и оп. Така и сега. И како се облекуваме. Како се облекуваме, како се однесуваме. Меѓутоа мислам, јас сум таков оптимист, мислам дека полека ќе си ја вратиме македонската музика. Веќе има наши артисти што го полнат Борис Трајковски без проблем. Веќе има наши артисти што прават песни и спотови кои одат малку и подалеку, нели? Респект да ти кажат и срби, хрвати, соседи. Горо, кажи ми, како перцепира со светскава музика? Знаеш, се согласувам дека нивото наше многу се подигне изминативе децени. Можам ја само да го исперцепирам дека после успехот на Анастасија за саундтрекот за Before the Rain, мислам дека поинаку веќе се перцепираше македонските автори и музика. Тогаш се слагам, тоа иако Лепи Сол беа број 1, ама се сметаше дека Лепи Сол се ендемска рипка и дека нема ништо друго. После ова се создаде една сосема нешто поинаку. Она што јас се обидувам да го следаме во светската музика. Од една страна имаме видеа кај ќе отвориме виртуози, гитари, кои боле свират од Гилмор, но нема значи пеачи кои потресуваат, улични пеачи кои перформанс даваат да се ежиш, каде беа, како до сега не експлодира сето тоа. Од друга страна, бендови како Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Radiohead немаат своји наследници. Се уште на турнеја е Whitesnake. Се уште на турнеја се Deep Purple. Беве го Чолич пуни стадиони уште. Значи, нема кој да ги замени. Едноставно, во Скопје имаше трибют бенд на Депеш Мод и на Металика, беше преполно. Да. Значи, ја од една страна се ежам. Битлси не се повторија и не можат да се повторат. Pink Floyd нема да се повторат, но доаѓаа некои други генерации, се појавуваа бендови, Future Sound of London, Radiohead, нешто се јавуваа некои такви апстрактни бендови. Ама денеска, нели можам да ги препознавам или што се случува? Младиве, сите ги знаат уште музиките и песните од нашето време, од 70-ти и 80-ти. Smoke on the Water, I just can't get enough од Depeche Mode. Whole What a Love од Цепелин, Another Brick in the Wall. Тоа уште се хитови. Како не? Или 80-ти години песните што се врте. Зошто? Јанко, предпоставам дека нема квалитет што ќе го замени тоа. Па како онда иде напред? Што иде напред? Не знам. Ова што е ултра модерно, сега јас не го ни следам толку, знаеш. Младалачки овие што се не знам ни да ги кажам по име, артисти вамо тамо. Добро. Толку банално, толку продзирно, толку вулгарно, да не ми се веруе. Меѓутоа јас мислам дека некој го спонзорира тоа. Океј. Тоа е моје мислење. И дека доколку сакаш комерцијално да успееш, би требало по тој пат да тргнеш. Јас сум оние што идат по другиот пат. Знаеш, као лососот, пливам малку контра таквото, затоа што не сакам и не можам поинаку. Мене ми е музиката израз на слобода. Лососите мечки ги јадат. Нека ми зеде болја мечка. Разбираш, него да ми улови некој шугав рибар, социјалец. Па што да кажам, барем мечка ми изела. Немам добро мислење, ова што е сега. Извини, насмејам шугав. Па и ке се насмејам. Браво, 12 points. Само од жири комисија. О, циркус, браво. И да се насмееме, не знам. Од друга страна, еве со Шапковски или некој од помладиве дечки ќе ми пуштат што е ново Royal Blood, се викаат едни момци. Океј. Газот, онака, као Цепелин да ги слушаш у 21 век. Еден момак е на бас гитара што ја свири као гитара, соло, пее и еден тапанар со него, знаеш. И он ми го пушти тоа и ја викам сега да видиш ти. Како ги рече? Royal Blood. Сакаш одма ги најдеме. Кирилица пишуваш. Ако? Замисли да ги најдам.
Да не ги навредам рибарите, и ја идам по риба. Ако. Кога не си паметен, ки идеш по риба. Која? Out of the Black? Ајде, да видим. Дали? Па не знам која, али Што ти пушти он? Еве, ово уживо што го слушав. Ова? Да. Лайф ете Лолапалуза во Бразил. Тоа е. Ајде, остајне на микрофон, ова трае саат време, па да видиме што ќе извадиме од ова. Настапот нивни. Дај ми звук во студио да можам да слушам. На звучници пушти ми у студио. И ќе видиш како ќе ги препознаеш Цепелин, разбираш, влијанијата. Значи, ете, истото тоа го довеле, само... Ама ова е нешто ново што ми се допаднало во последно време. Ала дисциплина кичме концепт. Текнува. Бас, гитара, вокал и тапанар позади. Живи рок-н-рол. Мене ме доливен да се чува на Цепелин. Зашто ми е опасноста? Опасноста ми е што вака кога пуштам клипови, после на YouTube ми ги забрануваат репризите. Зошто? Па користиш материјал, некој си не смееш да го... даве као копирајт. Се надевам дека ти беше кратко, нема да овакво. Па не би требало да те ме праша, па ми текнува што најсвежо. Знаеш, јас кога ќе чујам нешто ново го запаметувам и сакам да... Ја ги имам гледано еден спот во пустиња, нивни, нешто се појавуваат и баш син ми го прашуваме, бе, викам, ова мене ми звучи на Цепелин, звучи ми, вика, татари. Звучи на Цепелин, викам. Многу е фрик така пејачот. Ми се допаѓа, знаеш, енергично. Вака и го замислувам рок-н-ролот у ново време. Интересно. Знаеш како ми се чини дека немаме гајдан спорено, имавме некој кој не знам како се насочувавме и во морето знаевме да издвоиме што е добро. Имаше филтер. Сега нема филтер. Сега си оставен сам во морето, знаеш? И сега не можеш да откриеш што е што. И ако немаш, па поготово ако немаш предзнаење. Знаеш, ќе талкаш. Значи колку е добро ова интернетот што ни го нуди, нели? Тоа е една ризница од знаење. Ти можеш да гледаш си викам, смешки или можеш да учиш факултет на интернет. Би сонувал во мое време да го имав ова, кога сакам да можам да си пуштам концерт од Парпел или од Цепелин или од Флойд. Ама изгледаше невозможно тогаш. Знаеш, ама тогаш Силвана Арменулич ке доминираше, знаеш, да го имаше, затоа и после тешко ќе ги откривавме овие работи. Немаше субкултура да се развие. Значи, треба нешто и да не ти е пред очи, малце да го бараш, за да му се посветиш. Ако вака ти е послано... Тогаш не вреди ништо за се, така, кога ти е дадено така лесно... Натацна. Зато е ново време толку површно. Никој не копа длабоко. Честни исклучоци, кои ќе знаеш, ќе се заинтересира музичар, дете почнало да свири, па ќе копа. Иначе 90% од млади што ги знам, одат на концерт и на, не знам, Аца Лукас, одат и на Техно Журка, одат и на Здравко Чолич. Генерално младината, вака што сум ја интервјуирал, сака да се забавува и они воопшто не гледаат што е тука разликата од Аца Лукас до... Ме разбираш што сакам да ти кажам? Да. За нив е една убава помината вечер. Да, те разбирам. Ке се зезаме малку и тоа е тоа. Не одат понатаму, не откриваат. Слушај, убаво се изнамуабетивме. Кажи ми, со победничкава ќе имаш сега нешто после оваа песна или сега веќе она ќе биде, мислиш, ангажирана прилично ваму по И посакувам да биде, не сме се чуле, после тоа види секогаш ми е добре дојдена. Пејачка Конејзе, да, секогаш сакам. Дури имам една прекрасна песна и се надевам дека ќе се чуеме и дека ќе ја реализираме. Јас би сакал. Наредната емисија повторно ми е посветена на македонска музика, Брука Бенд. Брука ќе ти дојдат? Да, доаѓаат Брука. Јоу. Тоа ми се побратими. Но ми рече дека си имал нешто со нив. Да, за жал немаме спот на Немаш првиот ништо? албум. Не може да се најде ништо? Видео немаме направено, меѓутоа еве е песната. Која? Гуру Харе и Пука Козметика. I'm friend. Со ова да завршиме. Ајде. Не мора да иде, чисто музика.
А јас тебе Ке имаш убави гости утре. Ги ти поздравувам. благодарам. Повод беше спотот Мајко, го пуштивме 3 пати, ќе се врти во редовна Ти благодарам програма. и јас. Ти ветив минатиот пат ми рече Харе, дај бе бар да чуја малку од тоа со Аки, ти реков Јанко стрпи се, ќе вреди да се стрпи. Леле, стварно вредеш. Ти благодарам. Ги прочита коментарите што ти ги пратив. Да. Ги прочита коментарите. Да. Еве, вечерта, чекај да те најдам прво, Гуру Харе. Еве што ти напишав. Вика, како ти фати Уво и око. И ова е во колку саат? Во 10:18, а ја ти одговарам негде кај ова последно 3-4 саата. Да. После 3-4 саата. И ти викам вака. Значи, ова е после ежење. Ако Аки испел стравобално, ја ставили на YouTube и солото ти е Гилморовски, браво, спотот е филм и така натаму. Прочитав. Значи, тоа беше мојот прв печаток. Браво, ти честитам и иди по телевизии, промовирај, збори за македонска музика, збори све, збори за Не Тоше, само што ќе збори за зборувам. Тамара, збори за себе, збори за Аки, збори за музика, затоа што све не е преку глава. Преку глава, да. Не, и ова е апел и до другиве. И ќе зборуваме, ама и да правиме. Амин. Ете. Океј. И на крај Гуру Харе и Пука Козметика, сега познати како Брукабен, кои ќе бидат гости во емисија. Ајде малце весело да Ајде. завршиме. Брате, вакви глупости правиш само ти. Прекасно е сега нешто да се поправи. Од многу зборови без одговори. Подобро да пазиш да не се повтори. Око за око, зап за зап, лесно експлодирам кога ќе ми падне мрак. Око за око, зап за зап. Не ме провоцирај, брате, ако сум ти драг. Ей, гуру, тема ваја потрефи скроз. Од милион другари останав бос. На пола можда требаше да им искршам нос. Но рекој им бе матер, нека чека друг воз. За шлепање, друже, сум затворил врата. Не барам ни интерес, не барам камата. Поголема превара и од субрата. Јубре, не почасти ни за прва плата. Kao si frendu ko praenu tundra, džabe kilo pudra, džabe peto kurda, jadeš. More pijavico ti dao, to što na pazar ne se kupuje. Porano zajedno go slušavme Tupak, ne verujem дека ќе станеш вако шупак. За најбош другар, биди турил значка, празен си колејка, емотивна Око за плячка. око, зап за зап, лесно експлодирам кога ќе ми падне мрак. Око за око, зап за зап. Не ме провоцирај, брате, ако сум ти драг. Око за око, зап за зап. Лесно експлодирам кога ќе ми падне мрак. Око за око, зап за зап. Не ме провоцирај, брате, ако сум ти драг.